Првиот американец кој ја победи еболата денес стигна во Штип. Се работи за доктор Кент Брентли, кој пред штипските студенти ја раскажа својата животна приказна како се заразил со ебола и како прифатил експериментално лекување со серум. I did receive an experimental drug called ZMapp. Тоа беше навистина тежок начин на операвување и на третман. Тогаш го земав лекот ZMapp. Она што е важно да се потенцира и да се каже е тоа дека моментално ги чекаме искуствата од лекуваните пациенти во Африка, поточно во западниот нејзин дел, за да можеме да направиме детални анализи и стручни студии од кои што ќе ги вадиме заклучоците понатаму. I'm very thankful for that resource that was made available to me. Искуството со лекувањето од ебола од доктор Брентли направиле вистински хуманист, па во неколку наврати тој директно учествувал во лекувањето на други заболени. Исто така и донор на крв со која што понатаму се лекуваат пациентите. Во 2014 година доктор Кент беше избран или селектиран за личност на годината според магазинот Time, кој што е еден од највлијателните магазини во светот, не само во Америка. Допирот со смртта ја менува и перцепцијата на луѓето за животот, како и односите меѓу нив. We are all very interconnected. Самите заболувања како што се Зика, ебола и другите ретки болести кои што досега не постоеле, не прават посилни затоа што се зголемува интерперсоналната комуникација помеѓу луѓето и тоа е единствениот начин и стратегија на совладување на тие заболувања. Е многу голема доблест и чест да можете да помагате на луѓе кои што се директно заболени од тоа заболување. To learn from all of these different outbreaks. Инаку во Либија, каде се заразил со ебола, доктор Брентли заминал како лекар од медицинската мисионерска група во намера да помогне за лекувањето на пациенти заболени од ова заразно заболување.